Економска криза, енормно поскапена храна и комунали, со леп 30, млеко и јогурт по 50 и 55 денари, шише масло 100 и шекер од цели 60 денари. За жал, ова е македонската сурова реалност денес. Нема есап веќе да јадеш дома, туку само во ресторан, но не во било кој, туку во најефтиниот во Македонија, оној во собранието во законодавниот дом, кај политичарите. Иако земаат најголеми плати, сепак најефтино јадат. Тој луксус го нема обичниот граѓанин, зашто не може ниту да влезе во собраниското ресторанче. Споредбено со другите ресторани, овој ресторан и бифе нуди бадијала, храна и пијалоци. Константно, веќе неколку години наназад, се е со двојно пониски цени на менито. Живо џабе ги обиколува пратениците. Еве колку ја чинеше екипата на 24 вести, еден доручек во собранискиот ресторан. Омлет со печурки и тоа огромен за само 65 денари, салата од зелка 15 и турско кафе со смешна цена од 6 денари. Сумирано, доручек за едно лице за само 86 денари. А доколку сакате 3 парчиња леп со појадокот, ќе треба да доплатите само 10 денари. Но не е само ова, ниски цени има и за главните јадења за ручек. Гулаш со компири е 130, а пак со ориз чини 120 денари. Истата оваа цена ја има и собранискиот стек. А доколку сакате да си ја стоплите душичката од ладната политика, телешката чорба ќе ве чини само 60 денари, а шопската и омлетот со кашкавал и сирење се движат од 60, 65 и 40 денари. Иако пазарните цени во обичните ресторани се најмалку 2 пати повисоки. Пратениците за прв пат усогласени во мислењата. Ресторанот не е скап, ЛДП, Нова демократија и владеачката ВМРО ДПМН децидни. Цените се прилагодени онака како и другите ресторани. Се чини не влегле во градските ресторани, па за да видат дека се е дупло поскапо. А зошто би, кога имаат јадење џабе? Сепак не признаваат дека пратениците и во делот на исхраната се привилегирани. И опозицијата и власта уверуваат, јадеме тогаш само кога има турбоседници и комисии. Па не се сложувам со вашата констатација дека е двојно поевтин, напротив, цените се нормални. Јас посетувам и друг ресторан каде што има исти такви цени. Значи ова не е ексклузивен ресторан, туку ресторан каде што човек треба да седне и да руче, да јаде. Значи не да едноставно да ужива во амбиентот или не знам како што е кај другите ексклузивни ресторани. Значи прво јас не одам, да бидам искрена, многу по ресторани, меѓутоа колегите кои што одат во ресторани сега зависи, не го водиме за ексклузивните. Оние нормални ресторани не е голема разлика во цените. Значи еве според ако земиме салатите се некаде тука околу од 40 до 50 денари, колку што и во секој ресторан. Супата е околу 60 денари. Мислам дека тука некаде и во другите ресторани, значи не е точно дека цените се многу ефтини и не би требало да бидат ефтини. Пратениците можат да си дозволат да си платат нормална цена. Спомнав дека хигиената е пред се, но се разбира дека можеби цените се поприступачни, имајќи во предвид дека пратениците се целовремено, значи целиот ден ангажирани во собранието и за да си имаат можност, нели, со поприступачни цени и на полесен начин да се исхранат. Не е толку ефтино колку што мене ми збора пред да влезам. Значи, јас сум од 2002 во собранието и пред тоа ми зборуваа за некои ефтини цени и изгледа така и било. Јас од кога дојдов не е, значи е поевтино од колку овие пример вие што ги кажувате, но не е нешто спектакуларно поевтино. Но дека ова собрание не нуди за тие пари квалитетна исхрана и хигиена ја потврдуваат само опозицијските пратеници ЛДП и Нова демократија. Иако не потенцираат, сепак се незадоволни од начинот како се подготвува храната. Само за подсетување, во минатиот владин состав, еден пратеник во својот гулаш најде ни помалку ни повеќе црв. Она што може би направило некаков одбој кај пратениците кои што во претходниот мандат беа пратеници во ова собрание е не хигиенското работење во самиот ресторан. Сега во овој момент не можам да говорам, може да условите се подобрени, но она е тоа што влијаеше и што се разбира, ние сме повлечени некако повеќето од посетата на ресторан. Но според мене исто така е многу важно да храната биде со одреден квалитет. Мислам дека последниве години, за жал,
Квалитетот на храната е многу нисок. И додека граѓаните едва и крпат крај со крај во месецот, пратениците јадат со попуст. Додека граѓаните по джеб ги мава се повисоки цени, нашите избраници дури и се незадоволни од менито. Може би треба да се направи предлог закон за пратениците, само суфле, пилешко строганов или пак може би пекиншка патка. Тогаш ќе се чинам задоволни.